Ова послание е упатено до христијаните расеани по северните предели на Мала Азија, кои апостол Петар овде ги нарекува Божји избран народ. Главната цел на посланието е да ги охрабри оние кои трпеле прогонства поради нивната вера во Христос. Писателот ги потсетува дека надежта треба да ни доаѓа од радосната вест на Господ Исус Христос, кој умре, воскресна и вети дека ќе се врати по своите. Тоа треба да ги одржува христијаните кога се изложени на прогонства и страдања, прифаќајќи ги овие страдања и прогонства како проверка на нивната вера. Оние што ќе обстојат, ќе бидат наградени во денот кога Христос ќе се јави. Покрај охрабрувањата за прогонетите, писателот ги потикнува читателите да живеат со живот достоен за Христови следбеници. Прво послание на апостол Петар. Глава 1. Петар, апостол на Исус Христос, до повратниците распрснати по Понт, Галатија, Кападокија, Азија и Витанија, избрани по предзнаењето на Бог Отецот и осветени од духот за послушност и попрскување со крвта на Исус Христос, да ви се умножат благодатта и мирот. Жива надеж. Благословен е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не прероди преку воскресението на Исус Христос од мртвите за жива надеж, за наследство што не пропаѓа, чисто, кое не свенува, запазено на небесата за вас, кои Божјата сила преку верата ве сочувала за спасение, приготвено да се открие во последното време. Затоа радувајте се, макар што можеби сега ќе треба малку и да тагувате поради разновидни искушенија. Та вашата вера испитана да излезе подрагоцена од нетрајното злато, кое сепак се испробува преку оган, за пофалба и чест и слава, кога ќе се појави Исус Христос, кого го сакате, иако не сте го виделе, и во кого верувајќи сега, а не гледајќи го, се радувате со неискажлива и славна радост, примајќи ја крајната цел на вашата вера, спасението на душите. Тоа спасение го бараа и испитуваа пророците што прорекоа за вашата благодат. Откако испитаа во кое или какво време им јавуваше Духот Христов однапред, кој беше во нив, сведочејки за Христовите страдања и славата која иде по нив. Ним им беше откриено дека тие не за самите себе служат, туку за вас со она што ви се јави сега вам, преку оние кои го проповеда Евангелието од небото преку Светиот Дух и во кое копнеат да цирнат ангелите. Повик на свет живот. Поради тоа, возлюбени, препашете ги колковите на умот свој, бидете бодри и имајте целосна надеж дека ќе ви се принесе благодатта при јавувањето на Исус Христос. Како послушни чеда, не постапувајте веќе според поранешните ваши похоти, кога бевте во незнаење, но по примерот на светиот кој ве повика, и вие самите бидете свети во сите ваши постапки, зашто напишано е: бидете свети, бидејќи јас сум свет. Ако го нарекувате Отец, оној кој непристрасно секому му суди според делата, тогаш поминувајте го времето на својот живот во страхопочит, знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте искупени од суетниот живот кој ви се предаде од татковците ваши, туку со скапоцената крв на непорочното и чисто јагне Христос, кој беше предназначен уште пред создавањето на светот, а се јави во последно време заради вас, кој преку него поверувавте во Бога, кој го воскресна од мртвите и му даде слава,
та верата ваша и надежта да ви бидат во Бога. Откако ги очистивте душите свој со послушност кон вистината преку Духот, за нелицемерно братолюбие, сакајте се еден со друг, постојано со чисто срце, како преродени не од распадливо семе, туку од вечно преку словото на живиот Бог, кој живее во сите векови. Зашто телото е како трева, и секоја човечка слава како цветот трева. Се исушува тревата и цветот неизин паѓа, но словото Господово останува за секогаш, а тоа слово е Евангелието што ви беше објавено. Глава 2. Живи камења и свет народ. Отврлете пак од себе си секаква пакост и секаква измама, и лицемерство, и завист, и секакво клеветење. Како новородени деца бидете желни за вистинско и духовно млеко, та во него да пораснете за спасение, бидејќи вкусивте дека Господ е добар. Пристапете кон него, живиот камен, од луѓето отфрлен, но од Бога избран, драгоцен, вие кои, како живи камења сте вградени во духовен дом, свештенство свето, за да принесете духовни жртви кои му се на Бога пријатни преку Исус Христос. Зашто во писмото стои напишано: Еве, на Сион поставувам камен темелник, одбран и скапоцен, и кој верува во него, нема да се посрами. Вам пак, кои верувате, тој ви е чест, а за неверниците, каменот што го отфрлиат зидарите, стана камен темелник. Камен од кој тие се сопнуваат, и камен на кој паѓаат, зашто не му се покоруваат на словото, за тоа се тие и одредени. Но вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени, за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. Вие, кои некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божи, кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Божии слуги, возлюбени, ве молам, како придојдени и гости, да се пазите од телесните похоти што војуваат против душата. Однесувајте се достојно меѓу незнабожците, па тие кога ќе ве напаѓаат како злотворци, штом ќе ги видат вашите добри дела, да го прослават Бога во денот на посетата. И така, покорувајте се на секоја човечка власт, поради Господ, било на цар како на врховна власт, било на управители на негови пратеници, за да ги казнат злосторниците, а за да ги пофалат добротворците. Зашто таква е волјата Божја, со добротворство да го замолкнуваме незнаењето на безумните луѓе, како слободни, а не како такви што ја употребуваат слободата како покривка за вршење зло, туку како слуги Божји. Почитувајте го секого, браќата сакајте ги, имајте страхопочит кон Бога, царот почитувајте го. Христовото страдање како пример. Слуги, покорувајте им се на господарите своји, не само на добрите и кротките, туку и на лошите, зашто тоа ви оди во прилог, ако некој од сознание за Бога поднесува скрб, страдајки несправедливо. Зашто каква е пофалбата ако трпите кога ве тепаат поради престапи? Но ако трпите кога правите добро и страдате, тоа му е угодно на Бога. Бидејќи вие сте за тоа повикани, зашто и Христос пострада за вас, оставајќи ни пример за да врвиме по неговите стапки. Тој не направи грев, ниту пак во устата негова се најде измама, кога на него хулеа. Тој не им одвраќаше со хули кога страдаше, не се закануваше, туку се подпираше на оној кој праведно суди. Тој сам ги носеше нашите гревови на крстот во телото свое, та ослободени од гревовите да живееме за правдата, преку неговата рана се исцеливте.
зашто бевте како овци изгубени, кои немаат пастир, но сега се обративте кон пастирот и чуварот на вашите души. Глава 3. Должности на сопружниците. А така и вие, жените, бидете им покорни на своите мажи. Та ако некој од нив не му се покоруваат на словото, преку поведението на своите жени да се придобијат без приговор, кога ќе го видат вашиот чист и богобојазлив живот. Вашата убавина да биде ненадворешна, односно во плетењето на косите, китењето со злато или облекување на облеки, туку внатрешна, во срцето на скриениот човек, во постојаност и тих дух, што е драгоцено пред Бога. Зашто така некогаш се украсуваа и светите жени, кои се надеваа на Бога и им се покоруваа на мажите своји. Како што Сара го слушаше Авраам, нарекувајќи го Господар. Вие сте нејзини чеда. Ако правите добро, не плашете се од ништо. Така и вие, мажите, живејте со своите жени во разбирање и почитувајте ги како послабо суштество и како сонаследници на благодатниот живот, за да не се појави препрека во молитвите ваши. Страдање заради правда. А најпосле бидете сите еднодушни, сочувствителни, братолюбиви, милосрдни, дружелюбиви, понизни. Не враќајте зло за зло или навреда за навреда, туку напротив, благословувајте, знаејќи дека за тоа сте повикани, за да наследите благослов. Зашто кој го сака животот и сака да види добри дела, нека го пази јазикот свој од зло и устните негови да не зборуваат лаги. Нека одбегнува зло и нека прави добро. Нека бара мир и нека се стреми кон него, бидејќи очите на Господ се вперени кон праведните и ушите негови кон нивните молитви, а лицето Господово е против оние кои прават зло за да ги истреби од земјата. И кој ќе ви направи зло, ако правите добро? Но ако истрадате за правда, блажени сте. Не плашете се од она од што тие се плашат и не бојте се. Туку Господ Бог почитувајте го во срцата своји, а бидете секогаш подготвени со кротост и страхопочит за одговор на секого кој од вас ке побара сметка за вашата надеж. Имајте чиста совест, да со тоа што ве напаѓаат како злосторници, да се посрамат тие што ве кудат поради вашиот добар живот во Христос. Зашто, ако е угодно на Божјата волја, подобро е да страдате правејќи добро, отколку вршејќи лошо. Бидејќи и Христос, за да не доведе кај Бога, еднаш пострада за гребовите наши, праведник за неправедните, вистина умре по тело, но оживеа со духот. Во него, откако слезе, им проповеда и на духовите кои беа в затвор, кои некогаш не се покорија кога Божјата долго трпеливост ги очекуваше во времето на Ное, при правењето на ковчегот, во кој малкумина, односно 8 души, се спасија од водата. Образецот на таа вода, крштевањето, но не отстранувањето на телесната нечистотија, туку ветувањето на Бога добра совест, не спасува сега и нас преку воскресението на Исус Христос, кој, откако се вознесе на небото, е оддесно на Бога, а кому му се покоруваат ангелите, властите и силите. Глава 4. Изменет начин на живење. Бидејќи пак Христос пострада со телото за нас, тогаш вооружете се вие со истата мисла, зашто кој ќе пострада со телото, тој прекинал со гревот, та преостанатото време на животот во телото да не го проживее веќе со човечки похоти, туку според волјата Божја,
Зашто доволно е што минатото време на животот го поминавте во вршење на волјата на незнабожците, живејќи во нечистотија, во похоти, во пијанство, во прејадување, во препивање и во нечестиво идолопоклонство. Затоа тие и се чудат што не се дружите со нив во тој ист неуреден живот и хулат на вас. Но тие ќе одговараат пред оној кој е готов да им суди на живите и на мртвите, зашто и на мртвите им беше проповедано Евангелието да примат суд како луѓе по телото, а да живеат со духот по Бога. Одговорно ползување на Божјите дарби. Но близу е крајот на се, па бидете мудри и бодри во молитвите, а пред се имајте постојано љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови. Бидете гостолюбиви еден спрема друг без негодување. Служете си еден на друг, секој со дарбата што ја примил како добри управители на разнообразната Божја благодат. Ако некој говори, нека знае дека зборува Божји зборови. Ако некој служи, нека служи според силата која Бог ја дава, та во се да се прослави Бог преку Исус Христос, чија слава и владење се вечни. Амин. Страдањата на христијанинот. Возлюбени, не чудете се на огненото искушение што ви се праќа за да ве испита како нешто необично да ви се случува. Напротив, ако учествувате во страдањата Христови, тогаш радувајте се, та кога ќе се јави неговата слава, да се зарадувате и развеселите. А ако ве укоруваат поради името Христово, блажени сте, зашто духот на славата, духот Божји почива на вас. Тие значи на него хулат, а вие го прославувате. Никој пак од вас да не страда како убиец или крадец, или злосторник, ниту како оној што се меша во туѓи работи. Но ако страда како христијанин, да не се срамува, туку да го прославува Бога за такво учество. Зашто време е да почне судот од Божиот дом, а ако почне, најнапред од нас, тогаш каков ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божиото Евангелие? И кога праведникот одвај се спасува, тогаш што ќе стане од безбожниците и грешниците? И така оние што страдаат според волјата на Бога, нека му ги предадат нему, како на верен Создател, душите свој, правејќи добро. Глава 5. Грижа за Божјото стадо. Оние кои се меѓу вас свештеници ги молам јас, кои самиот сум свештеник и сведок на Христовите страдања и соучесник во славата што ќе се открие. Пасете го Божјото стадо што го имате, надгледувајќи го не присилно, туку драговолно и според Бога, не заради срамна печалба, туку од се срце. И не како да управувате со народот, туку давајќи му пример на стадото. А кога ќе се јави пастироначалникот, ќе добиете венец на слава што никогаш не свенува. Исто така и вие помладите, покорувајте им се на свештениците, а сите пак покорувајте се еден на друг и здобите се со понизност, бидејќи Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Понизете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне кога ќе дојде времето. Сите ваши загрижености префрлете ги врз него, зашто тој се грижи за вас. Бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. Спротивете му се со тврда вера, знаејќи дека такви страдања ги снаоѓаат и вашите браќа по светот. А Бог, на секоја благодат, кој ве повика за својата вечна слава во Исус Христос, сам по вашето кратко страдање да ве усоврши, укрепи и направи непоколебливи.
Нему слава и власт во веки веков. Амин. Завршни поздрави. По Силван, нашиот верен брат, како што мислам, ви го напишав ова кратко послание, за да ве утешам и уверам дека ова е вистинската Божја благодат. Останете цврсто во неа. Ве поздравува црквата во Вавилон, избрана заедно со вас, и Марко, синот мој. Поздравете се еден со друг, со целив на љубов. Мир на сите вас што сте во Христос. Амин.